If it wasn't for the music, I don't know what I'd do. Yeah. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life with a song. Браво, браво, браво! Браво, 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 Лалда ви е браво. И искрено да ви кажам, вчера кога беше државниот танцов надпревар во Струмица, кога почнаа да играат, целата публика стана на нози, така беше до самиот крај. Сара Кочан, кореограф, задолжена за овие успеси. Ментор сум на нив кореографија Никола Дамовски, мора да му дадеме кредит. Добро утро, Илана. Да му дадеме, не му се разбира. Добро утро. Велам, сведочев на вниманието кое што го предизвика. Ова е Mini Kids групата. Група, да. Да, но вие се вративте од Варшава со 25 медали. Не можев да дочитам колку златни, колку сребрени, оти на вистина се многу признанија. Ајде може да започнеме прво со успесите од таму, па ќе се навратиме и на Струмица. Варшава беше 26 до 28 април, надпревар од светски карактер под покровителство на ВАДФ, танцовата светска федерација. Таму се представивме со латино групи и со инклузивната група. Латино групите во категорија Mini Kids, деца, јуниори и младинци и возрастни танцува, да ги објасниме тие 25 како на гледачите, или што се случи, како тоа 25. Репрезентацијата беше 33 танчери и 17 кореографи, ментори, родители, така натаму. Цела репрезентација броеше 50 луѓе. Се надпреваруваат танчерите нели во различни возрастни категории, меѓутоа и во различни танцови категории, соло, дуо, група, формација и нашите танчери освоја... Еве ги фотографиите. Така? Супер. Да. Нашите танчери освоја 25 медали, прво, второ и трето. Имено, мислам дека се 8 први, 10 втори и 7 трети. Нема да ви забележиме, оти јас не можев да ги дочитам до крајот. Му дадовме, се разбира, и кредибилитет на Никола како кореограф за дечињата, но менторот е оној кој што треба да ги води децата од самиот старт, од реализирање на желбата кон танцот, до тоа како желбата ќе прирасне или талентот ќе преовладува, техниката ќе преовладува, напорната работа ќе преовладува, но и кога има успеси, но и кога има и порази. Така. Чинам дека главниот фактор за да ги поддржи децата кога има порази за да продолжи. Доколку нема порази, и доколку децата не губат, не можат, мислам не можат сега. Меѓутоа треба да има порази за да можеш да напредуваш напред, затоа што доколку си само на врвот горе и немаш конкуренција, нема напредок, значи тука е максимумот твој. Поготово кај децата, кога се мали, кога тек треба да се искачуваат, ние затоа се трудиме на надпревари да танцуваат повеќе пати, нели, за да може и да научат и да извлечат поука. Супер. Што представуваат надпреварите за нив? Добро, не само можност за промоција, туку и психолошки, што представува? Растат ли некако брзо многу? Најмалку мислам дека е можност за промоција.
не јас барем така гледам на работите и ние како студио. Надпреварот е да се покаже дека вреди тоа што работа, дека е окей нивниот труд, да се афирмира нивниот труд, нели? Работиме, ето заради тоа, добри сме, да видиме до каде сме, што треба да се смени, каде треба да се додаде нешто. И сега едно дете има мотивација. Доколку не му дадеш мотивација, доколку не му дадеш цел, како и на секој од нас, нема да има за што да работи. Надпреварот е таа некоја си нели крајна цел, сега работиме на таа и таа кореографија, не за да ја играме по дома, пошто сите кои што имаат деца, кои што танцуваат или кои што се бават со спорт, знаат дека децата дома ретко покажуваат тоа што го учат, или па не го покажуваат, нели не даваат се од себе. Ова им е мотивација да дадат се од себе и тоа е една вештина која што потоа децата ја учат и во понатамошните нели години кога ќе пораснат, ти останува таа вештина дека кога доаѓаш до тој моментот кога треба покажеш тоа што нели си го научил и кое што си го вежбал, дека треба да дадеш се од себе за да може да го препознат и да го видат другите, дури да извлечеш и повеќе од тоа што можеш. Сара, сакам да ве прашам со оглед на вашето искуство и сега ја представувате нашата држава. Имате можност да видите други танцови, формации, групи од други држави, па можете веројатно, предпоставам дека самите си правите негде градација. Каде сме ние? Можам да кажам во делот на инвентивноста на високо стоиме. Како држава препознаени сме во светот на танцот и надвор од Македонија. Иако би рекла дека другите држави инвестираат, например, многу повеќе во танцот, излегуваат и поскапи костими, поскапи кореографии, тоа се гледа малку. Меѓутоа, можам да кажам со огромна гордост дека одлично котираме. Сега на надпреварот стоиме во топ 3-та со резултати постигнати на светското првенство. Тоа е добро да се слуша. И тоа е тренд од неколку години, затоа што сепак со самото одење на тие светски надпревари, со самото посетување на различни надпревари мора да се и ние се едуцираме и ние напредуваме затоа што гледаш како се одвиваат трендовите, нели сепак танцот е една материја која што се движи, напредува, не е истото како што било пред 20-30 години. Сега има нови трендови. Но основата е таа. Основата е таа, техниката е таа, меѓутоа само со техника до тука, значи мора да се декорира таа техника со други работи, што од музика, што од кореографија, што од сценографија, значи тие трендови, кои чекори се поинтересни. Значи се еволуирано, ако порано ние сме требале да чекаме некој тренер од надвор да дојде 2 чекори да ни покаже, сега интернетот е толку отворен што на сите нас ни е достапно, не само кореографски, туку и од смисол може и да се нарачаме материјали од надвор да ни стигнат, нели да парираме тука на светските сили. Да. Ајде да ви искористам и да ве прашам и за вчера и за Струмица на државниот танцов надпревар. Вие бевте еден од жирито, од судиите. Како еволуира кај нас од година в година? Ова е, чинам дека втор ваков танцов надпревар во Струмица? Мислам дека на Струмица има на колегите 3 или 4. Така нешто, да. Можно и да почна во по короната беше во секој случај. Да. Но еве вие и како студио настапувате. Сега имавте поинаква улога. Кој е вашето размислување? Дали напредуваме во делот на почитување на правила, во делот на организирање на такви манифестации, настани? Оти можам да кажам дека буквално цела Македонија беше во Струмица вчера. Од речиси секој град од државата имаше родители, цели семејства кои што се дојдени да ги бодрат своите деца. И тие имаат своји соништа, своји визии заедно со детето дека треба да напредува, да оди напред. И имаме многу танчери. Секогаш го кажам ова дека сме многу талентирана нација. Децата ни се навистина талентирани. Напредуваме многу од година до година, секогаш е се подобра. Од организација до учесници, до квалитетот на самите учесници, би рекла. Значи, затоа што може да има учесници, меѓутоа квалитетот на учесниците е се подобар и подобар. Можам да кажам дека, доколку сум судела сега во Варшава 3 дена на надпревар на светското првенство и вчера сум судела во Струмица, нивото на возбуда, нивото на или на оние неколку категории кои што имаат повеќе конкуренција, е тука некаде. Значи,
Да, е добро. не бива. Не, нивото е исто, возбудата е исто, танчерите се навистина убави, се препознава, се гледа, што, например, надвор го нема тоа. Го нема оној момент на навивање, што вие го кажувате, цело семејство да дојде да навива за децата. Знае да се случи да има светски надпревар, меѓутоа во позадина да нема публика толку. Има некои од родителите, еден, двајца родители, и сега тоа кај нас е малку подостапно, се поблиску, но родителите си ги поддржуваат децата и тоа е многу убаво и тоа е за поздрав. Нашиот менталитет едноставно не може да издржи во сенка да помине еден таков настан. Би сакала да го заокружиме разговорот со тоа што ќе слушнам совети од вашето искуство. Што е потребно кај нас во Македонија за да напредува еден танчер? Ајде, не мора да ве, затоа што беа латино, па може би требаше да ве прашам за латино танчер, но општо земено за сите. Во секој случај ние во Dancers United имаме латино, балет, хип-хоп, више само толку просторот не дозволува, нели, мала група. За да се напредува, таа поддршка на родителите, јас би рекла, е одлична. Меѓутоа, доаѓа танчерот во еден момент каде што треба да почне да се посвети малку посериозно, за да може посериозно да напредува. Тука е оној финансиски момент, кој што мислам дека е најтежок кај нас, бидејќи танцот е скап спорт, тука вклучува од облека, чевли до реквизити, па вклучува патувања. На секој надпревар се плаќа, нели, соодветна котизација за на надпреварот да се отиде. Така да би рекла малку не е само родителите туку, малку свеста да се качи и на целата држава за да може да се инвестира во самите танчери, да може малку повеќе да им се помага на сите танчери, пошто танцот е сепак и спорт и уметност, една, нели, комбинација од двете. Придобивките се огромни, не би ни да навлегувам во сите придобивки социјални, психофизички, кои што и како влијае танцот на децата, но би рекла свеста за танцот треба да се крене малку на државно ниво, институциите да го препознаваат и да се препознае дека е тоа навистина скап спорт, меѓутоа носи страшно добри резултати кај децата. Така ќе завршиме, оти на вистина е така. Еве го Иване, тука следен пат ќе го земам во Струмица да видиш што е тоа. Готова, договорено. Да, која возбуда. Благодариме за гостувањето. Ја видовме мини групата, следен пат ќе ни дојдете со друга група. Може. Да ги видиме и другите, може. Овие беа доволно впечатливи за, се надевам денеска да го задржат вашето внимание.